really happy that we can this morning and share from the Word of God. Навистина ми е драго што сме овде и што можеме да споделиме од Божјиот збор. So, in the last few weeks, Во последните недели we were going through the epistle of the First Thessalonians. Ние ги поминавме прво Солуњаните. And today this is the conclusion of First Thessalonians. И денеска ќе имаме заклучок на посланието, првото послание до Солуњаните. I'm going to speak from the 5th chapter. Ќе зборувам од петото поглавие. And I'm going to share a few thoughts from different points of the chapter. И ќе споделам неколку мисли од различни поенти од самото глава. But my main text is going to be 5th chapter 14 to 22. Ама главниот текст ќе биде од петата глава 14 до 22. So before I continue, I just want to read it. Ќе го прочитаме тој дел. I'm going to read it in English and then I can read it in Macedonian. Да, прво на англиски, па потоа на македонски. Okay, I'm going to ask you to stand. Премолам да станеме and listen to the Word of God. И ќе да го слушнеме Божјиот збор. So 1 Thessalonians 5:14 to 22. And we urge you, brothers and sisters, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit, do not despise prophecies, but test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Значи прва Солуњаните, 5 глава од 14 до 22 стих. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните, подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш барајте добро еден на друг и на сите. Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас. Не гаснете го духот, пророштвата не ги омаловажувајте. Се испитувајте, за доброто држете се. Клонете се од секакво зло. Amen. You may be seated. Може да седнете. So, just to repeat few things from the series. Ќе повторам неколку работи од серијалот што го имавме. So, this was a wonderful journey for me. Ова беше како едно прекрасно патување за мене. Because usually when you have a deep dive into a certain book, затоа што кога обично ќе влезеш во длабочините на една книга, you can basically see some things you haven't seen before. Можеш да видиш нешто што не си го видел претходно кога не си бил толку длабоко. I know that this epistle is known by its happiness. Јас знам дека ова послание е познато по радоста која носи среќата. And positivity. По позитивноста. But I just you can never find Paul in this mood. Ама Павле не можеш да го најдеш на друго место вака расположен како тука. He's usually very edgy, you know. Тој е секогаш на работ на нервите. He always has something to correct, you know. Секогаш нешто коригира, нешто укорува во другите послања. But I have to say, he did not play favorites, but if he did, мислам дека немало омилени луѓе, ама ако сепак имал некои што му биле омилени. This church was his favorite. Веројатно оваа црква му била омилената. Because he sends 2 epistles to this church. Бидејќи праќа 2 посланија до оваа црква. And he mentions them all over the place. И исто така ги спомнува насекаде. And he actually uses this church to teach a lesson to the church in Corinth. И оваа црква ја зима како пример за да ги научи лекција на црквата во Коринт. And he would tell the Corinthians. И тој им вели на коринтијаните. Because they were looking everyone from above, you know, they were like higher, more. Коринтијаните на секого гледале од озгора, они биле така нешто поважни. And in 2 Corinthians 8, и во 2 Коринтијаните 8, he uses the poor Macedonian church. И тој го зима примерот за сиромашната македонска црква. And tell this high profile church leaders. И кажува на оваа високо профилирана црква, на водачите таму во Коринт. Look up to them.
Угледајте се на нив, look up to this Macedonian church, угледајте се на оваа македонска црква and do what they do. и правете како нив. Anyways, again, this is Paul being the nicest you can find him. So read this epistle. It's really nice. Значи, прочитате си го ова послание затоа што овде Павле стварно е многу добар кон луѓето. So what are some of the highlights from this epistle? И кои се некои од главните точки на ова послание? One of the messages we can read it is faith, hope, and love. Една од пораките што ја гледаме е вера, надеж и љубов. This is the tripartite message that Paul uses in this epistle. Овие се како тројна порака што Павле ја користи во оваа And послание. he repeats it all the time, И тој тоа го повторува постојано во again and послание. again. And one important topic we talked about И една важна тема за која веќе зборувавме is being pleasing to God versus being pleasing to people. е да му угодиш на Бог наспроти да им угодуваш на луѓето. And this is a big one И ова е многу важна тема. because Paul is actually taking this form of behavior and exposes it. Бидејќи Павле го зима тоа однесување и го изложува, го става на јавност. And the people pleasing behavior is a bit problematic И проблематично е кога сакаме да им угодуваме на луѓето. because we sometimes we can confuse it with something different. Бидејќи тоа никош може да го измешаме со нешто друго. We can confuse it with being pleasing to God, Бидејќи така мислиме, можеби дека му угодуваме всушност на Бог. especially for those of us who are in the ministry. Особено тоа важи за нас кои сме во служба. Most of the time, serving God means serving people. Повеќето од времето кога им му служиме на Бог, тоа значи дека всушност им служиме на луѓето. You know, Jesus said, "Love God with all your heart and everything," right? И Исус рече, љубете го Бог со цело своје срце, со се што сте, така? But he said the second commandment is like the first one, И тој рече, втората заповед е иста како првата. which in the Greek translation, in the Greek original, means is the same like the first one. И во грчкиот превод значи потполно иста како првата, значи. And what is the second И commandment? што е втората заповед? Love your neighbor as yourself. Сакај го твојот сосед како себе си. You basically cannot prove that you love God with all your being unless you love your neighbor as you love Не можеш yourself. да докажеш дека го љубиш Бог со се што си, доколку не го сакаш твојот ближен како себе си. The visible sign of the first commandment is the second commandment. Значи, кога визуелно имаме знак дека ја исполнуваме втората заповед, тоа е знак дека исполнуваме првата заповед. Yes. So for those of us in the ministry, За оние од нас кои сме во служба, we can easily be carried away лесно може да бидеме понесени by starting pleasing people со тоа што ќе почнеме да им угодуваме на and not луѓето even realizing that some things we do are turning us into people pleasers. и нема ни да сватиме кога можеби сме се претвориле во тие што им угодуваме само на луѓето. And I've said this is not exclusive to ministers. И исто така тоа не е нешто што се We're- случува само на We're all in the same оние во basket. служба, туку на сите тоа може да им се случи. Yeah, one of the signs to recognize if you're in the people pleasing direction Еден од знаците по кој можеш да препознаеш дали си веќе навлегол во тоа да почнеш да им угодуваш на другите, is the fruit of the relationship. е плодот на односот што го имаш со тој човек. You have to be awake Треба да бидеш буден, to see what kind of fruit comes of this relationship. да I'm having. видиш каков плод произлегува од тој наш однос. If some relationship is loaded with lies, Ако некој однос е исполнет со лаги, is like the motives are impure, и мотивите не се баш чисти, and the method we use to uphold this relationship is deceitfulness, и методите што ги користиме за да го одржиме, да држиме овој однос, оваа врска, се уствари залажување, through politeness. преку уљубезност, The fruit is always going to be bad, и тогаш плодот ќе биде лош, секогаш. regardless of how polite you are. Без разлика дали ти си многу љубезен и добар. And the end product is there is no freedom. И крајниот продукт на таквиот однос е што нема слобода. What I just said is these are ugly words, Сега кажав многу неубави зборови. but these things are hidden in very mild versions of lies, deceitfulness, Но bad motives.
ова е всушност што поврзано со лаги, со измама, со лоши мотиви. And at the end of the day, we realize, I'm just repeating some things we learned, that people-pleasing lifestyle И на крајот на криштата дознаваме, ова го повторувам, ние ако живееме таков животен стил, the end result of this lifestyle is pleasing myself. крајниот резултат всушност на тој животен стил да им угодувам на другите, всушност целта ми е да си угодам сам на себе. Because I want to make my life easier. That's why I please people. Јас сакам мојот живот да си го олеснам и затоа им угодувам на другите. I don't like confrontation, so Не сакам да се конфронтирам, да се соочувам со луѓето. I like better entrance here, so I'm gonna please. So it's selfishness. It's Сакам self-love. да влезам во полесниот начин, низ полесната врата. And the self-love is basically the exact opposite of love for И God. тоа води кон себељубие, а себељубието е спротивно од она да го сакаш Бог. Yeah, because in one of the epistles, Paul says that basically at the end of the day, the love will grow cold. И затоа во еден од посланијата апостол Павле кажува дека љубовта ќе олади, And the opposite of love is not hate, а спротивноста од љубовта не е омразата, it's self-love. туку себељубие. That's the opposite of love. Тоа е спротивното од ľубов. So usually the people-pleasing lifestyle Значи, луѓето кои што имаат животен стил да угодуваат, usually is, well, we're not aware of it, but it's directed towards me. може би не сме свесни за тоа, но таквиот животен стил всушност се упатува на мене. Pleasing to God means Да се угодува на Бог, значи we're called to a Christ-centered life. дека сме повикани на живот чиј што фокус е Исус. Paul did not preach Paul-centered message. Значи, Павле не пишувал порака фокусирана на Павле. He preached a message, Christ-centered message. Тој проповедал порака која што е фокусирана на Христос. And this call to live out pleasing life to God И овој повик, нашиот живот да биде угоден на Бог, is introducing us into the second three-parted message Paul has. не воведува во втората трипартитна порака на Павле. Yeah. So the life pleasing to God means Животот кој што му е угоден на Бог значи holy, righteous, and blameless. свет, праведен и без мана. Без вина. Blameless. Да, непорочен. Непорочен. So the standard is pretty high, guys. Значи, овој стандард е поставен многу високо, луѓе. C.S. Lewis would say this. C.S. Луис ќе би кажал. I quote this a lot, so my church might be fed up with this, but И јас ова го цитирам често, може би црквата веќе издоде, ама и пак ќе го цитирам. C.S. Lewis would say, if you're looking for a comfortable life, C.S. Луис кажува, ако бараш удобен живот, I seriously don't recommend Christian life. не ви препорачувам христијански живот. Find another system of belief. Најдете си друг систем на верување. Christian life is not a comfortable life. Христијанскиот живот не е удобен It живот. is self-denying Туку lifestyle. е животен стил на себе одрекување. If anybody wants to follow me, Ако некој сака да ме следи, let them deny themselves, нека се одрече сам од себе, take up the cross, нека си го земе крстот and follow me. и нека ме следи. These are called Ова е повик. holy, righteous, and blameless. Свет, праведен и непорочен. And then throughout the epistle, Apostle Paul is mentioning his co-workers like Timothy. И потоа Павле низ посланието ги спомнува и своите соработници како Тимотеј. So Paul was imprisoned in Philippi, bitten somewhere, cast out from everywhere. Павле бил во Филипи, ставен во затвор, претепан, отфрлен. So his time spent with the Thessalonians was very short. И времето што го поминал со солунците таму во Солун било кратко. He was really worried that the church might actually
go away from the gospel he was preaching. И затоа многу се грижал дека всушност таа црква сега може лесно да застране од тоа евангелие што он им го So проповедал. he sent Timothy. И затоа го праќа Тимотеј. And Timothy went there, saw the church, and Тимотеј отишол, ја видел црквата. Paul said, I can sleep now peacefully. И Павле вика, сега мирно ќе He спија. basically said, we're restless to know what's happening there. Тој претходно го употребува буквално зборот бев немирен додека не дознав што е со вас. I absolutely love the emotional part of the И многу ми scripture. се допаѓа тој емотивен дел од ова So I'm писмо. encouraging you, next time you read the И scripture, ве охрабрувам следниот пат кога ќе читате од овој дел од don't Библијата. turn it off, but tone it down, the dogma part of the scripture. Значи, не се исклучувајте сосема, но намалете ја догматиката на писмото And read the life of the scripture that и the Apostle читајте Paul го had. животот што апостол Павле го става во тие His зборови. feelings, his Неговите worry. чувства, неговите грижи. The scripture comes to life. И така тоа писмо оживува. Yeah. And then we come to the 1 Thessalonians chapter 5. И потоа сега сме на Прва Солуњаните 5 глава. So in this series, out of 4 sermons so far, И во овие серии од 4 проповеди кои ги имавме досега, 3 were preached by different preachers. 3 од тие проповеди беа проповедани од други проповедници. I preached only one, Јас проповедав една. and we had good preachers, I would say. И ние имавме многу добри проповедници We had a- на оваа тема, We морам had да a кажам. dean of the theological seminary, Го Grisha. имавме деканот на теолошкиот факултет. We had Nicola, Го имавме Никола and we had my dad и татко ми Sunday. минатата недела проповедаше исто. I really wish Би сакал, навистина би сакал, somebody else was preaching this message. некој друг да ја проповедаше сега оваа порака. Because in chapter 5, Бидејќи во 5 глава talks about respecting the leadership of the church. се зборува за почитување на водството на црквата. I really feel uncomfortable talking about this. И некако не ми е згодно сега за ова да проповедам. I might say something I don't mean. Може би ќе кажам нешто што дури него не Maybe мислам. some dissatisfaction of my congregation. Може би ќе има некој незадоволство во You мојата might заедница. realize I don't get a respect enough that I have. Може би ќе помислите сега го проповедам ова бидејќи јас не добивам почит од вас, така си мислам. Yeah, so I'm reading the words of Paul. Ама јас ги читам овде зборовите на Павле. 12 and 13 says this. 12 и 13 стих вели: We ask you, brothers, Ве молиме, браќа, to respect those who labor among you да ги почитувате тие кои се трудат меѓу вас and are over you in the Lord, и кои што се над вас во Господа and those who admonish you, и оние кои што ве надгледуваат and to esteem them very highly in love и да им искажувате висока љубов because of their work. заради нивната работа, дело. Be at peace among yourselves. И имајте мир меѓу себе. It's funny, like how Paul ends this part. И интересно е како Павле го завршува овој дел. It seems like the big part of the peace we're longing for Изгледа дека голем дел од тоа што ние копнееме, I bet none of us want to live in trouble. предпоставувам никој од нас не сака да има неволји во животот. We're longing for the peace, really longing Ние for the на peace. вистина копнееме да имаме мир. I very much long that when I like every night when I put my when I lay down in my bed, Јас копнеам секоја вечер кога ќе ставам главата на петница, that there is no unnecessary disturbance. да нема некои непотребни вознемирености. There are no thoughts that keep me awake. Да нема мисли кои што ќе ме држат буден. I'm longing for the peace. Јас копнеам за мир. We might pretend during the day and hide it very well, Може би преку ден и да се претвараме и да го криеме нашиот немир, but at night when you lay down, ама навечер кога ќе си легнеш, when there is no visual or sound noise, кога ќе нема визуелна или слушна врева the thoughts start to go around, и мислите почнуваат да се мотаат по глава. and there is no peace. И нема мир. We're longing for this peace, А ние копнееме по овој мир. and not just personal peace. И не само личен мир. I love to have freedom in my relationships. Сакам да имам слобода во моите односи. I don't want
to have like every approach to someone to be with a high guard, you know, like Не boxers. сакам да со секој со кого што ќе се сретнам и ќе имаме Always assuming врска that, да имам висок гард, always assuming that I'm gonna get punched. да предпоставам кога ќе ме удри тој други. I don't like that. Тоа не ми се допаѓа. I like the peaceful part of the relationships. Сакам да имам мир во моите I'm односи. deeply longing for it. И навистина копнеам за тоа. But what is interesting that Apostle Paul seems to connect this peace И овде апостол Павле како да го поврзува овој мир and put it as a conclusion of the right positions and relationships in the church. и го става како заклучок за правилните позиции и односи во црквата. Big part of our peace depends on maintaining the honoring culture among us. Значи, голем дел од тој мир зависи од таа култура на почитување едни меѓу други. What is the greatest enemy to peace? Кој е најголемиот непријател на мирот? The greatest enemy to peace is the very first sin. Најголемиот непријател на мирот е всушност првиот грев. It's called rebellion. Тоа се вика бунтовност. You know, Adam and Eve's sin was not just a mistake. Гревот на Адам и Ева не бил некоја грешка. It was a rebellion. Тоа било бунтовност, побуна. That's why the consequences are so И vast. затоа последиците се толку огромни. We can justify rebellion in many ways. Можеме да си го оправдаме нашата бунтовност, да си ја оправдуваме на многу начини. But there are very tiny reasons for rebellion in the scripture. Меѓутоа во писмото се опишани многу ситни причини за бунтовност. In some very exclusive cases in our lives. Во некои многу исклучителни случаи во нашите животи. Maybe the word rebellion is not right. Може би дури ни зборот побуна или бунтовност не е баш правилен. You know, there is one time that Jesus made a mess. И еднаш во писмото е опишано дека Исус навистина направил хаос. And it was justified. И тоа беше оправдано. So the zeal for the house of the Lord. Значи, копнежот или страста за домот Господов Made him to take how you call this, like a whip, тој направил камшик and destroy all those crazy sellers, whatever their почнал да tables. ги уништува масите на тие продавачите во храмот. Other than that, it was very peaceful. Инаку Исус си беше многу мирен човек. So only if you have this zeal, Само ако имате таква жар, some kind of a rebellion is justified. може би некаков вид на побуна, да се побуниш против нешто е оправдано. But I really doubt that most of us, the rebellion we have is so holy, like Jesus' Ама чисто zeal. се сомневам дека кога ние се бунтуваме и кога сме во нашата бунтовност, дека таа бунтовност е така света како оваа на Исус. Paul, even when he was unjustly treated by the leadership in the temple, Павле, дури кога неправедно беше со него постапувано од водачите на храмот, he exercised honor to the high priest. тој му искажа почит на првосвештеникот. Even though he wrote many letters that the old system is out, Дури и кога напиша многу писма дека стариот систем веќе не важи, it's not like it doesn't matter, не дека тој не е битен, but it's fulfilled in Christ. ама исполнете во Христос. So the high priest is Така, no longer important Првосвештеникот веќе не е ни битен. because we have another high priest. It's Сега имаме Jesus. нов првосвештеник Исус. But when he was in the temple and treated badly, Ама кога беше во храмот и со него постапуваа лошо, he still exercised honor to the high priest. тој се уште му покажа почит на првосвештеникот таму во храмот. Yeah. So the first Christian approach, rebellion or revolution, was a revolution from a different kind. Значи, првиот христијански пристап кон бунтовност и кон револуцијата беше всушност револуција од еден друг вид. It was a preaching the gospel revolution, Тоа е револуција на проповедање на Евангелието. loving the neighbor kind of revolution, Да се сака ближниот, таква револуција. living out the gospel and even dying for the gospel kind of revolution. Револуција да се живее Евангелието, па дури да се умре за тоа Евангелие. If
only we were to live out this kind of revolution, Само доколку живееме во таква револуција, we would have been investing our energy in evangelism and mission. ние ќе ја инвестираме нашата енергија во евангелизација и во мисија. Less to talk about our quarrels among us. А помалку ќе зборуваме за нашите расправи околу нас, Less about the dissatisfactions we have here. за незадоволствата кои ги имаме едни од други, We would have been passionate to live out the dying of oneself. и ќе бидеме страствени во тоа да сакаме да умреме во себе, за себе. That part of the gospel. Тоа е тој дел од Евангелието. Less to comment about other Christians. А помалку да ги коментираме другите христијани. Told you guys the calling is high. Ви кажав, повикот е висок. But I always wonder what the church would look like if we really all commit to this kind of gospel. Секогаш се прашувам како би изгледала црквата ако на вистина сите ние се посветиме баш вака да живееме. In many ways, Apostle Paul would say, and you can see throughout the New Testament, И на многу други места апостол Павле кажува и тоа се гледа низ Новиот Завет. the growth of the church depends on the leadership dedicated to the mission. Растот на црквата зависи од посветеноста на водачите на мисијата. As well Исто as така, the followers dedicated to follow. исто така и како колку се следбениците посветени да следат. It goes both ways. Тоа е двонасочно. It's not like you're paid to preach and do the mission of God. Не е дека ти си платен да проповедаш и да ја извршуваш Божјата мисија, I don't have to do anything. а јас не морам ништо. Yes, the church leadership is very, very important, Да, црквеното водство е многу важно, but following is also very, very important. ама многу важно и следбениците да следат. I wonder what would have happened if the mission that was entrusted to the apostles at the very beginning Не знам што би се случило ако мисијата која што им била доверена на апостолите на самиот почеток, they would regard those commandments as recommendations. да ги тие заповеди они да ги свателе како препораки. So instead of building the community and fellowship, И така наместо да градат заедница и заедништво, to understand it as a 2-hour Sunday morning thing. туку да си направат само во недела нешто двочасовен настан. What would have happened? Што би се случило? I know what would happen. Јас знам што би се We случило. would not be Christians. Не би биле христијани денес. That's it. Тоа е тоа. So the church, I believe, would have died after the first generation of Christians. Верувам, ако така постапеле апостолите, црквата ќе умреше после првата генерација And христијани. another theologian, the one we actually use his resources on a small group materials into, right? Ентони Рајт, еден друг теолог чии што материјали ги користиме на малите групи, He says this: он вели ова. the church is always one generation away from extinction. Црквата е секогаш една генерација до исчезнување. Or another evangelist would call Luis Palau would say it in Луис a different way. Палао, друг евангелист, истото го кажува на поинаков He would начин. say God does not have grandchildren. Бог нема внуци, He only has children. има само деца. Period. Точка. Which means every generation needs to be reached. Every Значи- generation needs to be committed. Секоја генерација треба да биде досегната, секоја генерација мора да се посвети. Which means that the mission of the church should be life. Тоа значи дека мисијата на црквата треба да е жива. So the leadership of the apostles Така водството на апостолите was legitimizing the work of everyone who was leading and serving throughout the community. ја легитимизираше мисијата на сите други кои што беа околу нив. And all of this was confirmed by the Holy Spirit. И сето тоа беше потврдено од Светиот Дух. It's funny, like in the very beginning, they treated the church like a family business. На самиот почеток интересно е што црквата беше на црквата се гледаше како на семеен бизнис. They all lived together. Сите живеа They заедно, shared everything. си споделуваа They all се, contributed. сите They придонесуваа were all over the place. и тие беа насекаде по тоа место. They were working, all of them, Сите работеа секој еден in the Father's business. во бизнисот на таткото. There are a lot of examples we can learn from. И имаме многу примери од кои може да научиме. One of the stories is actually for King and Country, a band that is, when we watch the movie,
Една од тие тие приказната за овој бенд. Yeah, because in the movie, their movie, actually you can see that everybody from the family was involved doing something. Во филмот за тој бенд, кој што гледаме дека целото тоа семејство од бендот, сите биле вклучени во тоа што се случува. They were all invested in accomplishing one goal. Сите се инвестираа за да се постигне една цел. This sounds to me like a church. И тоа ми звучи како црква. We all have one goal. Сите ние имаме една цел. We should all be invested in the same way. И сите треба да инвестираме во тој ист правец. In our Father's business. Во бизнисот на таткото. Us being able to be invested in the church in that way. Како што ќе се способиме да инвестираме во црквата на овој начин. This is going to be the way towards peace we long for. И тогаш тоа ќе биде начинот како ќе дојдеме до тој мир по кој што копнеме. The peace that is actually necessary for the growth of the church. И тој мир кој што е всушност неопходен за црквата да расте. Jesus said that being part of his family Исус вели кога си дел од неговото семејство is to have the peace that the world cannot give. Тогаш имаш мир кој што светот не може да ти го даде. And the other sign of that peace in our community is the life shared with love. И знакот за другите околу нас дека ние навистина го имаме тој мир е љубовта меѓу нас. I'll just ask the rhetorical questions backwards now. И сега наназад ќе прашам едно реторичко прашање. Again, this is very uncomfortable for me because I think somebody else should preach this message. Ова е неизгодна порека за мене. Јас мислам во оваа црква требаше некој друг да испроповеда оваа порека. So the question is, do we live in love? Дали ние живееме во љубов? Do you have peace? Имаш ли мир? Are you invested in the business of the Father? Дали инвестираш во бизнисот на таткото? Are you following the leadership? Дали го следиш водството? Are you respecting the leaders God has appointed? Дали ги почитуваш лидерите што биле поставени од Бог? To preach the word of God Да го проповедаат зборот and to admonish you. И да те водат, да те. This is the road to peace. Тоа е патот кон мирот. Now I'm just going to share a few words about the final discourse of this letter. И уште неколку зборови за конечниот заклучок на оваа. This is actually the one part of the epistle I love the most. И овој дел од ова послание најмногу ми се допаѓа. Because Бидејќи he addresses some important issues in the church in the previous few chapters. Во претходните глави Павле ги допира некои од важните работи за црквата. He never remains just reactive to the problem. Тој никогаш не останува само реактивен на проблемот. But he's always taking them to the next level. Тој секогаш ги носи до следното ниво. He is gently encouraging them to take the next step. Нежно ги охрабрува да го направат и следниот чекор. And never to stop at the place where they would say, we're good enough. И никогаш да не дојдат до место и да застанат каде што ќе си кажат сега сме супер. These next few verses that I read at the very beginning, ова е поврзано со стихот кој што го прочитавме на почетокот. They remind me on the 1 Corinthians part 12, chapter 12 and 13. Ова ме подсетува на 1 Коринтијаните 12 и 13. 13. So 1 Corinthians 12, 1 Коринтијаните 12. The church there was stuck in some discussions. Црквата била заглавена во некои дискусии about the gifts of the Holy Spirit. за даровите на Духот. So which gift is the most important Кој gift? дух е најважен? Is Кој дар е најважен Is дар? there a hierarchy of the gifts? Има ли хиерархија на даровите? They were just in public. They would exercise the gift. И јавно ги практицирале тие дарови. Can you imagine me just being here and just speaking in tongues as loud as I can because I have the gift? Sure. Замислете да сум тука и многу гласно да зборувам во јазици само зашто си го имам тој дар. Or knowing that I have the gift of prophecy. Или ако го имам дарот на пророштво. Man, even when I receive it and don't receive it from the Spirit, I would just, Дури кога не го добивам од Духот, јас едноставно одам кај луѓето и кажувам порака имам. Be careful, whatever. So they were stuck in these endless discussions about the gifts. И таа црква во Коринт биле заглавени во бескрајни дискусии за тие дарови. And the super spiritual part. И за супер духовниот дел.
Paul addresses this there. И Павле се обраќа на тој проблем He таму, talks about this. и зборува за тоа, But he says, guys, вели, луѓе, I'll show you a higher way. јас ќе ви покажам подобар начин, повисок The начин. gifts are very important. Даровите се многу битни The spiritual part is super important. и духовниот дел е многу битен, But let me show you a higher way. ама да ви покажам нешто подобро. And he unloads probably the best piece of the literature that talks about love. И тогаш доаѓа 13 глава прво Коринтијаните, каде што веројатно е најдобриот опис на љубовта. Which I quoted a lot to Stephanie in the beginning of our relationship. Што јас често и го цитирав на Стефани во почетокот на нашата врска. I was very romantic in a Christian way. Бев романтичен на христијански начин. Same things happens here. И истото се случува и овде. They talk about the themes of eschatology, Зборуваат за теми како есхатологија, end times, за крајните времиња, church leadership, за водството на црквата, important parts. важни делови, But но then he gently takes them by the hand и нежно ги зима за рака Павле овде and shows them the real thing. и ми ја покажува она што е вистинското, He says, најбитното. guys, this is important, but there is another thing that you should Ова go е towards важно, now. но сега ќе ве однесам на нешто уште поважно. And he says, I urge you, brothers, Вика, ве поттикнувам, браќа, to admonish the idle, да го адмониш ти ајдол, да ги коригирате мрзливите, да ги коригирате мрзливите, to encourage the faint-hearted, да ги охрабрите оние што се малодушни, help the weak, да им помогнете на слабите be patient with them all. и бидете стрпливи со сите. I don't know if you ever have been in the ministry of how you could like spiritual formation. Не знам дали сте биле некојаш во служба на некаква духовна формација. You need a lot of patience. Вам ви треба многу трпение. Usually you see people in their problems, Обично ги гледаш луѓето со проблеми, 90% they cause them а themselves. 90% тие проблеми сами си ги You предизвикале. have to point it out, Треба да им укажеш на тоа, but very, very gentle. ама многу нежно, Very gentle. многу нежно. So Apostle Paul here is very gentle. I told you, first И Thessalonians is ви amazing, велам, very gentle. прво Солуњаните, апостол Павле овде многу нежно, све нежно им кажу. But the second letter, he's a little bit, Во he's himself, второто let's say. писмо веќе повеќе како Павле, So веќе he си станува says, свој encourage the faint-hearted, и вели охрабрете ги тие што се малодушни. Encourage the idle, let them work. Исто Encourage така them. и тие што се помрзливи, охрабри ги да But then in работат. the second letter he says, Ама во второто писмо вели, well, if someone doesn't work, he Ако should некој not eat. не работи, нека ни не јаде, така He's да not very стане. gentle. He's Не like, многу okay, guys, I нежен. mean, you Вика, should work a ајде, little bit better now. треба да знаете веќе е подобро. And then he says, И потоа вели, see that no one repays anyone evil for evil, гледајте никому да не враќа зло за зло. but always seek to do good to one another Но and, секај- and to everyone. И секогаш гледајте за доброто на другите и на сите. So Paul here takes away every excuse Овде Павле го одзема секој изговор, to justify doing evil. за да си го оправдаме злото што There is например, no го прави. justification for evil. Нема оправдание за да правиш зло. Physical evil, Физичко зло, emotional evil, и емотивно зло, evil with words, зло со зборови, evil of every kind. било кое зло. He's taking away every excuse. Тој одзема секаков изговор. You simply cannot do evil. Едноставно не смееш да правиш зло. The same way Jesus took away every excuse for us not to serve each other. Исто на ист начин Исус ни го одзема секој изговор со кој што ние би се изговарале за да не си служиме едни на други. You know, when he was washing the disciples' feet, Кога тој ги миеше нозете на he учениците, asked them, ги праша, what do you say? Who am I? што велите вие, кој сум јас? They said, you're our Lord, you're our teacher. Тие рекоа, ти си наш Господар, ти си наш учител. And when he said, well, you that's right. Така е.
I am your Lord. Јас сум ваш So Господар. if I have washed your feet Ако јас вам ви ги измив нозете and I served you, и ви служев, you have no excuse as my немате servants. изговор како not to мои serve each other. слуги да не си служите едни со други. The same way Paul takes away every excuse И for така doing Павле evil. овде го одзема секој изговор за да правиме зло. And for me, the next part is I call it the big tree. И следниот дел јас си го нарекувам големото дрво. Големите три. Големите The три. big three. Да, големите Three. три. Yeah, my Добро. pronunciation. I'm sorry. So, Apostle Paul says, rejoice always, Сега апостол Павле вели: радувајте се секогаш, pray without ceasing, молете се постојано, give thanks in all circumstances. благодарете за се. These are big things, Овие big се things. големи работи. Maybe he ends this sentence, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ова го завршува со тоа што затоа што ова е волјата Божја за вас во Исус Христос. I cannot even count how many Christians are walking around and saying, what is the will of God for my life? И не знам, не можам да избрам колку многу христијани одат наоколу и се прашуваат која е волјата Божја за мојот живот. To me, this is really clear here. Овде е многу јасно кажана волјата Божја. Rejoice always, Радувајте се секогаш, pray without ceasing, молете се постојано, give thanks in all благодарете circumstances. за се. If you ask how to do the will of God, И ако се прашуваш како да извршам Божјата you волја, have to understand doing the will of God мора да сватите да се прави Божјата волја is actually living out the life to the fullest. е да се живее живот во полнота. What does it mean to rejoice Што always? значи секогаш радувајте се. To rejoice, with rejoicing, you have weapon against bitterness. Со радоста имаш оружје против огорченоста. In one of the sermons I told you about our friend's sister in America, Во една од проповедите ви кажав за една пријателка во Америка, Pastor Daniel's sister. сестрата на пастор Данија, She had an accident. имаше несреќа, таа жена. She had an accident, Таа имаше несреќа and she ended up in a wheelchair. и заврши во инвалидска количка. And her husband and her children, И мажот и децата, they say, we've never ever heard her complain, ever, они кажаа никогаш не сме ја слушнале да се пожали. ever. Никогаш. I cannot believe that. Мене тоа не ми се верува. She also reminds me a little bit on Stephanie's grandmother. Ме потсеќа и на бабата на Стефане. I've never heard her complain. Таа жена не ја имам слушната да се пожали. Whenever I ask her, like, how are you? She's like 86, 87. Таа има 86-87 години и секој пат кога ја прашам како си, Her constant answer is, I'm great. вика супер сум. I can see, Можам да гледам, I eat, можам да јадам, I walk. можам да одам That's enough for me. и тоа ми е многу доволно. Wow. Леле. I should rejoice more. И јас треба повеќе да се радувам. Because that's weapon against bitterness. Затоа што тоа е оружје против огорченост. The second is pray. Второто е молитва. Why pray? Зошто молитва? Because in this way you stay connected to the Lord. Бидејќи преку молитвата си поврзан, остануваш поврзан со Бог. And staying connected to the Lord is a weapon against world's Кога си perception. постојано поврзан со Бог, тоа е оружје против измама. The world offers you so many worldviews, Светот ти нуди толку многу погледи на животот, but the only one that satisfies the soul is the perception of the Lord, the truth from the Lord. единствениот поглед на животот кој што ќе ти ја задоволи душата You can come to this truth through prayer. е да го имаш погледот на Бог, на твојот Господ, а тоа единствено може да го доживееш преку молитва. Stay connected with God. Да бидеш во врска со Бог, да And си the конектиран. third is give thanks. И третото е благодарност. Giving thanks is a weapon against greed, Благодарноста е оружје против алчноста, passions, против страстите, selfishness. против себичноста. You thought it might be a lot more complicated than that, Може би си мислиш дека и ова е покомплицирана работа, but reading the scripture, I understood that the most important things ама читајќи го писмото сватив дека најважните работи, God made them the most simple things for us. најважните работи Бог ни ги направи да бидат многу едноставни. What is the way that we can be saved? The salvation На from кој death. начин
може да се спасиме, да сме спасени од смрт. with belief. Вера. Anyone can believe. Секој може да верува. The salvation to faith is not to go to a certain location in a certain day of time, like those books, we go like Dan Brown, Da Vinci Code. Спасението преку вера не е нешто сега да ти кажува мораш да се појавиш на тај дата таму и таму точно тогаш како во кодот на Да Винчи. I'm looking at this movie, I was like, who can afford this traveling all around Europe? Погледа филмот и си реков, кој може да си дозволи такво нешто сега да патува таму за да добие некое спасение? First of all, many times we need visas. Прво, нам ни треба виза да одиме, например, во Њујорк. And there are different reasons, but Има и други imagine причини. if the salvation depends on what you're going to achieve and understand this secret knowledge. Замислете ако спасението зависи од нешто што вие треба да постигнете или да се здобиете со некакво знаење, But God made it the most simple thing. а Бог ни го направи многу едноставно. Faith. Вера. Anybody can believe. Секој може да верува. That's the will of God. Тоа е Божјата волја. Joy, Радост, relationship, односи deep contentment and peace. и длабоко задоволство води до мирот. And this is the ending of what Paul is actually ending this И epistle with. ова е крајот со кој што Павле завршува овде, And with this blessing, со благословот. I will finish this sermon. И со истиот благослов ќе завршам и проповед. Now may the God of peace himself sanctify you, Сега Бог на мирот, самиот Бог на мирот ве посвети, sanctify you completely, целосно да ве посвети and may your whole spirit and soul and body и целосниот ваш дух, душа и тело be kept blameless да бидат без непорочни, да бидат без мана at the coming of our Lord Jesus Christ. до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. He who calls you is faithful. Оној што ве повикува е верен He will surely do it. и тој на вистина тоа ќе го направи I can breathe out. и можеме да дишаме. It doesn't fully depend on me. Бидејќи не зависи од мене. Actually, it doesn't depend on me. Всушност зависи од мене. It doesn't depend on me because He is fully faithful. Не зависи од мене зашто тој е верен целосно. I can only put my faith in Him. Јас само треба да ја ставам мојата вера во него. Amen. Амен. Let's pray for you. Да се молиме за крај. Lord Jesus Christ, Господи Исусе Христе, I'm so grateful for the word that you've left for us. благодарен сум за зборот што ни го остави. It's beautiful to read the life of the church in the first century. Прекрасно е да се чита за животот на црквата од првиот век. We're so thankful for the words of Paul, Благодарни сме за зборовите на Павле, this encouragement, за ово охрабрување and this sending us in the direction of being who you made us to be. и ова не праќа во таа насока за да бидеме такви какви што ти сакаш ние да бидеме. Lord, you want us to be happy. Ти сакаш ние да сме светни, You want us to be filled with joy, да сме исполнети со радост, with contentment, со with задоволство, peace, со мир, with the fullness of life. со полнотата на животот. But the way we achieve those things Но начинот на кој доаѓаме до сите овие работи is the way we read in your scripture. е начинот на кој што е опишано во зборот. We're so grateful that you have revealed this. И благодарни сме ти што ти ова си ни го објавил. And Jesus, I can see your joy Исусе, ја гледам твојата радост when you said, кога кажам thank you, Father, that you have revealed these secrets ти to the children. благодарам Господе што им ги откриваш овие тајни на децата. They know the secrets of the universe Тие ги знаат тајните на универзумот. and they can live fulfilled life. И тие живеат, можат да живеат исполнет живот. May we go the path you direct us Те молиме да одиме по патот по кој ти не водиш and enjoy the life that you have for us. и да уживаме во животот што ти ни го даваш, ти го имаш за нас. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. Amen. Амин. Amen.